Се почесто недоразбирањата во семејствата се решаваат со насилства. Семејното насилство, особено по ковид пандемијата, е во постојан пораст, покажуваат анализите на невладиниот сектор. Само до ноември во Штип се регистрирани 100 нови случаи, а од вкупно 4 фемицида во државата, 3 се во Штип. Конкретно кај нас во организацијата, која што е 23 години работи во оваа област, се пријавени од Штип и од околината или има и од источниот дел, вкупно 109 случаи на насилство врз жени и деца, односно девојчиња. И ова е навистина загрижувачки факт, бидејќи ова бројка само во овој дел, инаку ЕХО работи и во Пелагонискиот и во југоисточниот регион, и ако ги собереме тие бројки, веќе доаѓаме до некоја бројка од 180 случаи оваа година, а уште не е завршена годината. Ова не се реалните бројки на случаи на семејно насилство, алармира невладиниот сектор. Најголем дел од жртвите поради заплашување или економска зависност не пријавуваат, или доколку го сторат, често се повлекуваат во текот на постапката. Затоа е неопходно да се прифати измената на член 130 став 2 од Казнениот законник, со кој насилникот ќе се гони по службена должност, без разлика дали жртвата поднела пријава. Со новите измени се предвидува институциите веднаш да реагираат, а доволно ќе биде случајот да го пријави и случаен минувач. Се плаши од самиот сторител дека доколку даде нејзина согласност за кривично гонење, во меѓувреме додека да завршат процедурите и додека да се санкционира сторителот, може да се случат уште погроморозни дела. Според анализите на граѓанскиот сектор, дури 70% од жртвите на семејно насилство под притисок од насилникот или семејството ги повлекуваат изјавите. Таков беше случајот и со убиството на 29-годишната штипјанка Емилија Пешева. Иако првично го пријавила насилството во Центарот за социјални работи, притисната од партнерот ја повлекла изјавата. За по неколку месеци потоа, тој да и го одзеде животот.